Почитувани, денес ќе ви дадам резиме на клучните оценки на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за владиниот буџет за 2012 година. Генералната оценка е дека ова е веќе видена работа и продолжување на политиката купи ден помини. Со години истата влада на ВМРО ДПМН ги кажува истите приказни за истите проекти. Повторно истата дупка во буџетот, повторно задолжување во странство. Ќе ги посочам како пример капиталните инвестиции со кои што сега владата толку многу се фали. Секогаш на почетокот, кога се најавува буџетот за наредната година, владата зборува за капитални инвестиции во износи од стотици милиони евра. Кога ќе заврши годината, имаме сосема друга приказна, но тогаш владата молчи. Например, во 2009 година владата реализираше само 45% од капиталните инвестиции што ги најави на почетокот. Во 2010 година реализираше само 67%, во 2011 година за 9 месеци само 56%. Се поставува логично прашање: со кој образ сега истата влада им ги кажува на граѓаните истите приказни? Кој да ја верува на владата? Еве сега и неколку конкретни аспекти за буџетот за 2012 година. Предпоставките за економскиот раст врз кој се потпира буџетот се само бегло спомнати. Бројката за очекуваниот раст е слепо преземена од програмата на ВМРО ДПМН и затоа имаат проблем да ја подкрепат. Самата влада знае дека таа е нереална, впрочем и гувернерот на Народна банка најави потешки денови за фирмите во Македонија. Зошто владата предвидува нереално висок економски раст? За да проектира во буџетот поголеми приходи и да направи поголеми ветувања. Кои ќе бидат последиците од напумпаната проекција за растот? Владата ќе мора или да ги зголеми даноците и казните, или да го скрати трошењето и да не исполни некое ветување, или да има поголема дупка во буџетот и уште повеќе да се задолжи за да ја покрие. Кога сме веќе кај дупката во буџетот, СДСМ верува дека таа суштински е поголема од она што го прикажува владата. Има ли обврски што владата ги презела, а се уште не ги измирила? Например, во медиумите можевме да прочитаме за неплатени рати кон добавувачите на новата медицинска опрема. Гледаме штрајк во јавно предпријатие. Се ли им е платено на градежниците од она што го изградија за Скопје 2014? Така доаѓаме до прашањето како ќе се пополнува дупката во буџетот. Од крајот на 2008 година наваму, за само 2,5 години, долгот на државниот сектор е зголемен во апсолутен износ за повеќе од половина, но и во релативна големина од 20 на 26% од бруто домашниот производ. За само 2,5 години, владата на ВМРО ДПМН секое четворочено семејство во Македонија го задолжи за уште по 1072 евра. Сега следат нови задолжувања. До крајот на годината за 130 милиони евра, во 2012 година за нови 200 милиони евра. И што е најстрашно, граѓаните не знаат за која точно намена владата ги задолжува. Им дава несериозно објаснување. Задолжувањето било за финансирање на буџетските потреби. Тоа значи дека нема конкретна цел, може да е за се и сешто. Ако е така, и ако ја знаеме структурата на буџетот, сосема е легитимно да предпоставиме дека позаимените пари во најголем дел ќе се користат за тековни расходи, за исплата на плати и пензии. Тоа ли е економската политика на владата на ВМРО ДПМН? Со позаимување од странство да се исплаќаат плати и пензии. До кога ќе трае тоа? Неизбежен е впечатокот дека во Македонија секој ден балонот се повеќе се дува и прашање на време кога ќе пукне. Ова го правеше владата на Грција пред неколку години и гледаме што се случува денес таму. Отпуштања, кратење на платите. Затоа, СДСМ со сите сили ќе се бори против штетните политики на владата на ВМРО ДПМН, кои ја прават многу ризична иднината на Македонија. Штетните политики на ВМРО ДПМН ќе мора да престанат пред тоа да стане предоцна. Кога го имате сето ова предвид и ја гледате големата слика, бесмислено е да зборувате за тоа дека во 2012 година од буџет од цели 2 милиарди 750 милиони евра
За поддршка на развојот на малите и средни предпријатија се предвидени минорни 0,1 милион евра. За тоа дека го нема најавуваниот нов клинички центар во Скопје и така натаму и така натаму. Пратеничката група на СДСМ во парламентот ќе поднесе амандмани на буџетот со цел тој да се прилагоди на тешката и неизвестна состојба во која се наоѓаат граѓаните и економијата на Република Македонија. Благодарам. Дали има некој прашање? Благодарам.